Во одбележување на неделата на срцеви заболувања, главни организатори се Општинската организација на Црвениот крст од Велес, кој ќе спроведе низа настани за подигање на свеста кај граѓаните. Денеска ќе ве запознаеме со сите активности на Општинската организација на Црвениот крст од Велес. За таа цел во нашето студио е господинот Миле Маџаров. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на КАР. Ви благодарам на поканата. Така. И јас ви благодарам и што ја прифативте нашата покана. Со цел да ги информираме гледачите за вашите активности кои што ги имате во Црвениот крст. Оваа недела е недела на одбележување на борбата против срцеви заболувања. Како Црвениот крст ќе ја одбележи оваа цела недела? Со какви се активности? Па тоа е недела согласно календарот на Црвениот крст на Република Македонија. А ние секоја година по тој повод, по повод таа недела, организираме интензивно нешто имаме понабиена агенда на активности на Црвениот крст во врска со превенцијата на срцево-садовите заболувања, со што сакаме да направиме една мини кампања во која што ќе го свртиме вниманието на јавноста за внимание кон овие и предострожност кон овие заболувања. За време на таа кампања, за време на тие активности настојуваме најмногу што е можно повеќе да едуцираме граѓани на нашето подрачје, да осознаат што е можно повеќе и да добијат информации за превенција од овие заболувања, препознавање на првите симптоми на овие заболувања и така. За оваа активност имаме секција од стручни луѓе за борба против срцевите заболувања. Секцијата ја води председателот на Општинска организација на Црвениот крст, доктор Милчо Трајков, и внатре имаме уште неколку доктори, млади доктори кои што веќе се на специјализација за оваа потесна специјализација за овие болести. Со нив во различни години организираме, спроведуваме различна програма, се прави една оперативна програма, се прави план на активности. Често пати, значи најмногу е застапена едукацијата, често пати одиме и со прегледи, со промоции, со презентации, знаеме да излеземе и надвор на терен, излегуваме на френквентни места низ улиците на градот, така некогаш промовираме здрав начин на живење, здрава исхрана, во која што главно укажуваме на кој начин треба да се храни граѓанинот, човекот, или да живее со спортување, со физички активности, се со цел да ги превенира, односно да не дојде до овој вид заболување, срцево-садовите заболувања, инфаркт, мозочен удар и слично. Велам, најмногу е застапена едукацијата, за тоа организираме најголем број на презентации, предавања, одиме во различни средини, често пати граѓани од различни целни групи доаѓаат и кај нас во просториите на Општинска организација на Црвениот крст, каде што разговараме на таа тема. Значи, обично предавачот ќе 15 на 20 минути ќе ги информира со сите потребни информации и податоци што се потребни, а потоа се води еден разговор заедно со него во кој што истите тие имаат можност да се запознаат со, односно, своите доживувања во тој дел, во таа област, да ги споделат како информација со нашите предавачи. Вчера имавме по повод оваа недела, вчера отпочна таа од 21 до 28 се одбележува согласно календарот. Вчера имавме председателот на секцијата доктор Милчо Трајков имаше средба со медиумите, на која што ја информираше јавноста за основни податоци во врска со овие заболувања. Го погледнаа тоа гледачите во првиот дел од нашата емисија. А согласно планот за одбележување на оваа недела, веќе синоќа попладне во 17 часот бевме меѓу граѓаните на наслоба Чашка. Таму имавме со доктор Горан Богатинов и заедно и со Милчо Трајков на оваа тема разговараа со граѓани од наслоба Чашка. Благодарност кон нашите волонтери кои што таму ни ја организираа оваа средба. Некаде околу час и 30, саат и 30 минути се задржавме со нив, разговараа на таа тема, се интересираа луѓето. Веќе во текот на утрешниот ден имаме средба со наши членови на клубот на пензионери и волонтери. Значи утре во 11 часот имаме средба со 30 на други наши
возрастни волонтери на кои што исто така на оваа тема ќе се разговара. Ја себе користам прилика доколку има и заинтересиран некој граѓанин, слободно може да дојде во просториите на Црвениот крст, ако има зголемен интерес, ако треба ќе направиме уште една или две или три едукации и презентации, ќе ги направиме повеќе, ќе го изорганизираме тоа. А потоа имаме веќе сме во тек на договор средба во наредната недела треба да имаме таква иста презентација за граѓаните од населба Градско, па потоа ќе одиме во неколку колективи, главно сакаме да отидеме и да имаме средба со навстани од кадар во некој од училиштата, за се со цел да тие нешто ги освежат своите знаења, вработените, и да го пренесат на токму своите така, ученици. па преку наставниците, класните раководители да ги потсетат, односно да им учат на учениците, на најмладите, на потребата од здрав начин на живење, здрава исхрана, бидејќи еве вистина, мислам, факт е дека срцево садовите заболувања се најчестите заболувања. Најчестите, меѓутоа и заболувања кое што се повеќе знае да се појави и кај помлади луѓе. Така, возрастната граница се намалува. Се намалува, токму тоа сакам да кажам. Помладите луѓе се соочуваат со овој проблем. Да, и затоа целна група на овие активности мора да ни видат и младите луѓе. Токму така. И да кажавме околу сите они активности кои што ви се предвидени за оваа недела за борба против срцевите заболувања. А сега ќе се префрлам на една друга тема. Имавте во јануари месеци прва крводарителска акција за оваа нова 2017 година. Како помина оваа крводарителска акција, бидејќи знаеме дека во јануари имавме доста екстремно ниски температури, можеби бројот на крводарители е намален во однос на вашите очекувања, но ајде Ева да кажеме како поминавте на првата крводарителска акција за оваа година. Првата крводарителска акција беше наменета, односно ја организиравме за граѓаните од град Велес, беше организирана на 11 јануари, беше планирана во театарот, во холот, во фоајето на театарот, беше таа е планирана согласно планот на барање и на иницијатива и на Црвениот крст на Република Македонија и на Институтот за трансфузионална медицина од Скопје, бидејќи во тој период некако се јавува вакуум простор и има најмален број на собрани крвни единици за потребите на клиниките во Скопје и се договоривме да имаме така на почетокот веднаш после нова година крводарителска акција. Граѓаните на Велес, дарителите на крв, доброволните дарители на крв, секогаш масовно се одзиваат на повикот на Црвениот крст и даруваат крв. Очекуваме секогаш ние добар одзив, меѓутоа да бидам искрен, какво беше времето уочи нова година и веднаш наредните денови, јас навистина стрепев, се плашев дека ќе имаме лош одзив на таа акција. Иначе таа акција е планирана некаде со 60 до 80 крвни единици, меѓутоа често пати знаеме да граѓаните знаат и да не изненадат со поголем одзив. Да се надмини и тој план. И во деновите кога ја објавивме акцијата, имаме некоја традиција со наши паноа низ градот ќе ставиме на познати фреквентни места, кога тие ги ставивме недела дена пред акцијата, граѓаните многу ретко излегуваа надвор по улица за да може да ги видат, па беше многу лошо времето, па некој од нив падна, па ги поставувавме поново. И навистина се стрепевме дека ќе имаме многу слаб одзив. Еве, навистина на моје изненадување сепак нашите граѓани и овој пат ја изразија својата хуманост, се одзваа на повикот на организацијата на Црвениот крст и на таа акција во предподневните часови во театарот се собраа 66 крвни единици, што е во доменот на очекувањата и навистина и покрај сите стрепења сепак акцијата добро помина како прва акција во такви услови беше добро организирана, односно со доволно со очекуваниот број собрани крвни единици. Така. Општинската организација на Црвениот крст од Велес е препознатлива по многу активности. Кога сме веќе кај крводарителските акции, кога да очекуваат граѓаните наредна крводарителска акција? Дали го знаете тоа? Во блиска иднина, например. Да, крводарителски акции се организираат во
повеќе во средини некои, имавме сега во подрачната служба на Министерството за внатрешни работи. Така. Значи има направен план во секој од месеците. Согласно со вашиот календар каде за да се работа. организираат крводарителските акции. Меѓутоа, организираме сега веќе, бидејќи во минатите години организиравме голем број крводарителски акции во работните колективи, во поранешниот систем, нели? Меѓутоа, сега со новиот начин на работење, со новиот систем, таквите акции се изостанати и сега организираме поголем број на крводарителски акции на кои во за граѓанството општо, за да можат граѓаните да дојдат и да даруваат крв на тие крводарителски акции, а истовремено нели одделението за трансфузионна медицина во општа болница Велес е секогаш отворено за дарителите кои само иницијативно да сакаат да даруваат крв. Меѓутоа и за оние кои се одзиваат на повикот на организацијата на Црвениот крст, ние ќе имаме веднаш во почетокот на април една крводарителска акција и таа планираме да ја организираме во театарот исто така, потоа по повод 4 мај и 9 мај се планираат уште две исто така крводарителски акции, веројатно или во театарот или во ликовниот салон, зависно од временските услови. Имаме веднаш да кажам прекрасна соработка со одговорните во театарот, во ликовниот салон, со локалната самоуправа. Наидуваме на разбирање за во нивните простори да ја крводарителската акција организираме, зашто сме многу благодарни, така да еве во текот на месец април имаме крводарителски акции во сите 4 средни училишта, мислам само на почетокот на мај ние во гимназија Кочурасин, така да и младите имаат можност да даруваат во тие пролетни крводарителски акции. Така да има можност и верувам дека и оваа година нема да изостанат резултатите на овој план. Така, и јас се надевам на истото. Споминавме пред ова прашање студеното време. Какви активности имаше Црвениот крст во Велес кога имавме екстремно ниски температури? Како се снајдовте, колку им помогнавте на луѓето во овие студени динови кои што се зад нас веќе, да не кажам? Да, беше ова зимомошни карактеристично, мислам тие денови тој студен бран беше доста, имаше доста многу работа имавме многу повици од поедини појавици, од граѓани, ние соработуваме со институциите кои што се инволвирани во таа проблематика во локалната заедница. Имавме размена на информации со Центарот за управување со кризи, потоа со локалната самоуправа, со надлежните лица, со здравствените организации и така натаму. И навистина беше голем предизвик да се излезе во пресвет на граѓаните во овој период. Исто така имавме потреба од интервенции надвор од градот, во населени места околу градот на Подрачјето и на Градско, и на Чашка, и на Велес. Така да во тој период уочивме и доста недостатоци за кои што мораме да се подготвиме наредната зима доколку имаме такви слични појави на екстремно ниски температури да ги отклониме. Имавме некаде десетина посети имавме, помагавме со наша хуманитарна помош. Така, тоа следното прашање беше каква помош им понудивте на граѓаните? Ние секогаш за во зимно време обезбедуваме некоја резерва на храна, хуманитарна помош во храна, нешто во хигиенски средства. И со нив да имаме на резерва за веднаш да може да се притекне во помош. Исто така организиравме и во некои посети има некои луѓе кои што не можеа каде во куќи, во домови каде што живеат само стари изнемоштени лица, тие не имаат своји средства, имаат пари, меѓутоа не можеа да си купат, не можеа да излезат од својот дом. Така да излегувавме во пресвети на таквите појави, на таквите случаи, во 6 семејства ги посетивме тие луѓе и со нивни средства нашите волонтери им купија тие потребни намирници што им се, дали храна, дали плаќање сметки или слично. Истовремено со други 30 семејства во рамките на проектот Грижа за стари лица во домашни услови неделно еднаш беа исто така посетувани и новој план им дававме логистичка подреба, односно им ги задоволувавме нивните
потреби со наши веќе подолго време 10 волонтери и една медицинска сестра кои што ги покриваме, а во 7 случаи помогнавме и со резервите од нашата хуманитарна помош во храна и хигиенски средства во случаи каде што не може луѓето со своји средства има потреба од помош во храна и хигиенски средства. А во тој период имавме и формално средби на институциите кои што се инволвирани во оваа проблематика. Градоначалникот на општина Велес организираше една средба на сите надлежни организации кои што имаат обврски во овој дел да интервенираат и за расчистување на патот и слично. И на таа средба сакам да кажам дека договоривме со здравствениот дом од Велес, заеднички да делуваме со патронажната служба. Ние имаме недостаток, немаме теренско возило за зимски услови и на таа средба договоривме со нивно возило и со помош на со вработените од патронажната служба на семејства, односно лица кои што тие ги имаат уочено во нивните посети. Значи, заедно со нив посетивме 13 семејства. Тоа беа главно семејства со многу детни семејства, во кои што има повеќе мали дечиња и до едногодишна возраст, така мали дечиња, во кои што има недостаток на материјални средства за храна, млеко и слично. Па за нив сите набавивме прехранбени производи, ги посетивме, медицинските сестри, патронажните служби, лица, персонални вработените ги ја извршија својата активност, својот дел од обврските што ги имаат према нив, а ние посетувајќи ги нив им доделивме па храна. И потоа преку наши волонтери испративме храна во 3 семејства во селото во Ветерско. Исто така село кое што беше во тој период завијано, имаше ургентно потреба да им се помогне и таму помогнавме. Меѓутоа и уочивме, реков преска, и некои слабости, така например онаа пеколна ноќ, да речам, кога беа заглавени, односно мораа да останат неколку автобуси на автобуската станица, ни се јавија од Центарот за управување со кризи, ни кажа, ни информира дека има потреба за тие луѓе од сува храна, од храна за интервенции, да им се помогне со храна. Тука на лице место, ние за жал таква храна немавме и тоа се такви некои аномалии, некои недостатоци кои што мораме да ги уочиме, да се учи. За нареден период мораме да имаме некоја резерва. Ние имаме земено од храна, значи да речем намирници, граф, ориз, леќа, шекер, такви потреби за да може да се изготват луѓето, меѓутоа со таа храна во овој случај не можевме да помогнеме. И тоа за среќа па имаше други некои кои што помогнаа, домаќи, мислам, од институцијата под чие што надлежност и автобуската станица, така да и тие луѓе не останаа незгрижени од страна на институциите во нашата локална заедница. Така. Вашата општинска организација на Црвениот крст, според ова што го кажувате, имате навистина добра соработка. Со кои служби соработувате, освен со патронажната служба која што ја споменавте? Колку имате поддршка од локалната самоуправа и така натаму? Црвениот крст претпоставувам дека е етаблирана организација. Тоа е светска организација, организирана на национално ниво, живее повеќе од 160 години веќе, препознаена е од сите граѓани, препознаена е од сите институции и јас само можам да кажам дека и од моето ангажирање во Црвениот крст само можам да пофално да изразам задоволство од соработката на локално ниво со сите институции. Значи соработуваме прво со сите институции на локалната власт, на државната власт, кои што се нивни единици овдека на локално ниво, соработуваме со корпоративниот сектор и исто така и со невладиниот сектор, со јавните институции, со училиштата има апсолутно безпрекорна соработка. И со нас медиумите, верувам. Со вас медиумите, апсолутно, да, еве голема благодарност. Сакам да кажем, со дел од нив имаме заеднички проектни активности кои што заедно ги имплементираме, заедно ги организираме, од некои бараме и добиваме поддршка,
на некои им даваме и услуги на некои од нив, на нивните членови, така да велам со институциите, еве би ги издвоил на пример со локалната самоуправа и Велес и Градска и Чашка имаме безпрекорна соработка, иако бидејќи седиштето можеби на Црвениот крст во Велес издвоена е посебно солидна соработка со локалната самоуправа со општина Велес, со кој што имаме и потпишано меморандум за соработка. Често пати знаат градоначалникот со нашиот председател заедничка некоја средба со медиумите да организираат така во заеднички активности кои што тие ги поддржуваат за нас. Потоа соработуваме велам со од институциите на власта, најмногу со Центарот за социјална работа, каде што нели се обработуваат сите податоци на луѓето на кои им е потребна социјална помош. Најчесто од таму ги прибираме тие податоци за лица за националните групи. Со нив имаме една посебна соработка, нели имам под нивно патронство функционира Центарот за дневен престој на деца со прешки во развојот. Ние имаме еден проект поддржан од Комерцијална банка за социјализација на деца и млади со посебни потреби, така да со службата на овој дневен центар, нашата служба во Црвениот крст и волонтери од клубот на млади на општинската организација на Црвениот крст веќе ми се чини 7 години наназад постојано спроведуваме заеднички активности во кои што учествуваат нашите волонтери, млади волонтери и штитениците овој центар со децата што се со деца и млади со посебни потреби, па заедно имаат креативни работилници, па организираат дружења, па организираме некои посети рекреативни надвор од градот, посетуваме знаменити, атрактивни туристички места низ државата, така да се трудиме да овие млади луѓе што е можно побрзо, подобро да се социализираат, да се вклупат во секојдневниот живот и на некој начин да го подобриме нивниот квалитет на живење. Потоа соработуваме апсолутно со здравствените организации, со Центарот за јавно здравје, со Домот за јавно здравје, од Велес со нив пред се за во делот на здравствено-превентивната дејност. Имаме и заеднички активности по повод дали Светскиот ден на борба против сидата или сите други области во кои што имаме заеднички ги покриваме. Тие со нивни стрични луѓе учествуваат дали во едукацијата, па во комбинација со нашите млади волонтери демонстрираат некои активности така и слично. Соработуваме и со невладиниот сектор, би извел тука Сдруженијето на пензионерите, Организацијата на жените, Сдруженијето на родители на деца заболени од церебрална парализа. Еве, посебно имаме интензивна добра соработка со Ротари клубот. Минатата недела имавме една заедничка средба на која што имав јас можност да ги презентирам нашите активности. Тие се заинтересирани за соработка заедно, исто така и ние за заедничка соработка. Дури го образложив и овие недостатоци што преска ги спомнав во врска со нашето соодветно дејствување во зимскиот период. Во врска со сувата храна која што ви беше потребна. И на таа тема разговараме со нив. Разговаравме така да сме во размислување да отпочнеме еден заеднички проект во кој што Црвениот крст малку ќе ги подобри своите ресурси, човечки, материјални ресурси, заедно во соработка со нив, за да бидеме поспремни во наредниот период. Исто така, спомнав соработката со училиштата е апсолутно на високо ниво, најмногу ги црпиме од таму, потенцијалните волонтери, преку нив едукацијата, здравствено превентивната дејност ја спроведуваме, крводителски организации таму и велам, без нивна помош, без соработка со нив не може да обстојува едноставно Црвениот крст. Во сите тие средини имаме симпатизери, членови на Црвениот крст, волонтери на Црвениот крст, кои што се продолжена рака на општинската организација да таму ги доследно и квалитетно бидат спроведени планираните проекти и активности. Така, еве ги споменавме и младите волонтери. Каква е бројката во вашата организација? Колкав број на волонтери има по младите, за нив и мисле? Да, па... Значи, дали заинтересираноста на младите, на средношколците би кажала, оти најчести се и тие, кои што
па дури и од основно училиште некои има што сакаат да бидат дел од општинската организација на Црвениот крст. Колку расте заинтересираноста од страна на младите за да бидат членови во вашата организација? Па, Црвениот крст сме задоволни од одзивот на младите. Задоволни, така. Да, мислам дека во општинската организација на Црвениот крст има формално клуб на млади, кој што си има своја агенда, своја програма на активности и постојано ги спроведува тие зацртани активности. Нашите гледачи имаат неколку пати можност да се запознаат со нивните активности, бидејќи повеќе пати имаат дојдено во нашата утринска програма и ги кажуваат своите активности и така натаму. Младите се карактеристични со својот брз ритм на живење и така. Сакам да кажам дека низ клубот на млади во текот на една година поминуваат голем број на млади луѓе се вклучуваат. Но сепак има и некои што остануваат. Да, тоа сакам да кажам, значи некои ќе пројават еднаш, два пати активност, па ќе се заменат, ќе си најдат некој друга средина или друг начин на поминување на своето слободно време. Меѓутоа имам и некоја бројка на подолгорочно вклучени млади луѓе во организацијата на Црвениот крст. Меѓутоа можам слободно да кажам дека постојано да речам континуирано има една некоја бројка од 50 до 60 младици на кои што може да се рачуна за било која активност, да. Сега, освен овие млади кои што се на од општинско ниво се ангажираат, има многу млади кои што се вклучуваат и во акциите, хуманитарните акции на Црвениот крст во рамките на средините каде што живеат или работат или што учат, така да нашите волонтери возрастни кои што работат во училиштата, исто така и они спроведуваат активности на Црвениот крст во рамките на училиштето, значи таму се спроведуваат, па таму они спроведуваат активности исто така со млади волонтери, млади ученици од училиштето, активности на Црвениот крст кои што исто така се на некој начин волонтери на организацијата на Црвениот крст. На волонтерите. Да, токму така. Така да оваа бројка е не од 50 на младинци на општинско ниво, не е таа бројка за која што велиме дека имаме активни млади. Нивниот број е многу поголем ако ги земеме во обзир и сите тие други млади луѓе кои што се вклучени во средините каде што живеат или каде што делуваат, бидејќи млади имаме и во местни заедници, имаме во населбите надвор од градот кои што се вклучени за одредени активности. Имаме единици на Црвениот крст исто така во села некои, во населба Чашка, во градско, кои што исто така ги спроведуваат активностите и ја остваруваат мисијата на организацијата на Црвениот крст. Така, оно што друго би сакала да ве прашам, пред да започне нашата емисија, разговаравме за околу онаа стара облека која што имаме во нашите домови. Дали може секој, за сите оние гледачи кои што имаат стара облека што не сакаат да ја фрлат, дали може да ја донесат во вашите простори во Велес, во општинската организација на Црвениот крст? Да, апсолутно, тоа е живее тој начин на соработка со граѓаните. Голем број граѓани секојдневно донесуваат облека од секако да не ја издвоиме само облеката, дали може, всушност ми беше прашањето дали може ете и храна, дали доброволно луѓето можат покрај онаа соработка што имате вие со сите организации и служби, значи што имате и помош од нив, дали можете и од обичен, мислам од сите наши граѓани кои што сакаат да помогнат, да донесат дали храна, дали облека или нешто слично. Со храната е поспецифично заради рок на траење, што би препорачале вие доколку некој сака да дојде да помогне, што би било најдобро за да донесе, за да биде од најголема помош? Да, па најдобро дојде на облеката, обувки се нешто помал е одзивот, со облеката и тоа граѓаните постојано го носат. Со храната малце е проблематично заради сигурноста, значи тука не можеме да импровизираме. Треба нешто долгорочно, треба да е нема некој рок на траење. Да, може да се случат и некои несакадени последици заради кои што некоја храна и немаме право, не смееме да ја даваме. Може би е поминат рок, може би од разни други причини. Тука веќе мора да бидат задоволени некои критериуми, некои стандарди, така да кога има потреба од храна, ние најчесто организираме хуманитарни акции, дали на парични средства или обезбедување храна преку трговијата, преку овие
преку продавниците купуваме нешто што е безбедно, така да храна од граѓаните поретко се зема. Тоа или можеби интервентно кога има некоја појава на некоја катастрофа, како што беше така, нешто во тој правец. Најчесто се зема вода во такви случаи, нели, флаширана вода во шишиња и така и слично. Сакам да кажам дека ние имаме граѓаните што доаѓаат кај нас во Црвениот крст, кои што многу пати носат облека, ние имаме малце потешкоти во тој правец. Немаме соодветен простор каде што може таа облека да се сортира, да се издвои, нели, да се одвои за возрастни, за млади, па дали ќе биде облека горно, долно, панталони или слично. И таа се остава, имаме еден на влезот, една мала просторија каде што се остава, а од тука ја земаат и луѓето што им е потребна. Тука малци имаме некоја потешкотија која што ќе мораме на некој начин да ја решиме. Во секој случај, добродојдена е хуманитарна помош од граѓаните, ние секогаш ја зимаме, ја прибираме, а оние на кои што им е потребна им ја додалуваме. Така, еве и за крај на нашиот разговор би ве прашала кои се идните активности на Црвениот крст во наредните неколку месеци, бидејќи се надевам дека ќе дојдете повторно пак, дали вие, дали некој од вашата организација, со цел да ги информираме гледачите кои се активности. Ајде еве да кажеме кои се следните активности. Црвениот крст продолжува да работи согласно својата програма за работа, согласно календарот на Црвениот крст на Република Македонија. Еве, спомнавме на почетокот во теке неделата на превенција од срцево-садови заболувања. Веднаш од 1 до 8 март ни следи неделата на борба против ракот, каде што во чии рамки исто така како овој пат што посветуваме повеќе внимание на скренување вниманието на населението, на луѓето за превенција, за заштита од срцевите заболови, садови заболувања. Тогаш ќе зборуваме, односно ќе апелираме за малигните заболувања, па потоа ни доаѓа хигиенизација на човековата средина, здрава исхрана, ментална хигиена на луѓето, на младите и така натаму. Па потоа ни доаѓа борбата против дијабетес, шеќерната болест, па ќе одбележуваме по повод 17 март крводарителството, значи тоа е ден на крводарителството на Црвениот крст на Република Македонија, кога ќе додолуваме признание на најзаслужните, на повеќекатните дарители на крв. Па потоа ни доаѓа Светскиот ден на Црвениот крст, кога ќе ги промовираме пред јавноста сите активности на Црвениот крст, тоа е за 8 мај и така натаму. Паралелно со тоа, проектите кои што долгорочните проекти кои што ги имплементираме повеќе години, како што е проектот за намалување на штети од користење на дроги, тој си постојано си тече. Овој другиот проект што е за грижа за стари лица и во домашни услови исто така продолжува. Вклучуваме сега уште една активност, тоа ни е активно старење, која што се промовирана во цела Европа. Значи, активност со која што сакаме на граѓаните од повозрастните години да своите знаења, умења и вештини ги дадат на располагање во име на хуманоста, на корисници на целни групи, значи да се вклучат како волонтери во организацијата на Црвениот крст, да бидат активни, а истовремено и да го пополнат своето слободно време. Со еден збор кажано, активно старење. Така ни престојат уште голем број активности. Сите граѓани кои што имаат слободно време, кои што сакаат да се посветат на хуманоста, се добродојдени во Црвениот крст да ни се вклучат како членови, како волонтери и така. Така. Господине Маџаров, јас ви благодарам што прифативте нашата покана да бидете дел од нашата утринска емисија со цел да ги информираме гледачите во врска со оваа недела за борба против срцеви заболувања и за сите други активности кои што ги информиравме и кои што вие ги имате како општинска организација на Црвениот крст. Уште еднаш благодарност и така кажам уште еднаш дека граѓаните секогаш, мислам, ние сме тука како медиум за сите ваши активности да ги покриеме и ќе бидат
граѓаните ќе бидат благовремено известени за се она што се случува во врска со Црвениот крст. Да, ви благодарам и јас. Нас многу ни значи соработката со вас, со медиумите. Така. Се доближуваме до граѓаните, даваме можност и тие да осознаат повеќе за работата на Организацијата на Црвениот крст, меѓутоа со тоа и сакаме да отвориме можност да и тие, бидејќи Црвениот крст е организација на граѓаните, на луѓето, дека тие се сите добрододени да со своите знаења и умења се вложат во Црвениот крст за доброто на човекот. Така, ви благодарам уште еднаш.